Dobro, počituvani, od osvojuvanja na Ustavotna Republika Makedonija 1991. godina do deneska se usvojeni, kako što беше spomenuto, 32 amandmani. Sve to ukажува дека тие го изразуваат динамизмот на општествените промени, изразуваат и согласност на одредени нивоа на развој на македонското општество за поставување или прилагодување на уставната рамка на очекувањата. И секогаш изразувале колку и да има спротивставувања низ дискусиите пред уставни промени, на крајот горе-долу консензус на сите клучни општествени и политички фактори, особено за промени како што беа уставните амандмани по Охридскиот рамковен договор или уставните амандмани од 2005 година, кои завлегуваа во доста чувствителни прашања на унапредување на развој на првите македонското општество како мултинационално, мултикултурно општество, вторите во однос на натрешните реформи и јакнење на начелото на поделба на власта, независноста на судството и т.н. Денес стоиме можеби пред најголемиот предизвик со кој се соочува Република Македонија во нејзиниот најнов развој од тоа огласувањето на независноста до денес. Пред барањето македонското општество да се постави на стабилно трасиран пат на евроатлантски интеграции, за кој исто така постои неспорна мнозинска согласност. И во таа смисла можеме да појдеме од предпоставката дека овие промени имаат целосен легитимитет и уживаат поддршка со самата определба на граѓаните на Република Македонија за продолжување, подлабочување на процесот на евроатлантските интеграции. Сето тоа се разбира под услов да постои колективна свест дека усвојувањето и на овие амандмани е неопходниот, нужниот чекор што мора да се направи за да се тргне по тој пат. Јас сум убеден дека таква свест, иако има и спротивни мислења, сепак превладува, затоа што за неа зборува гласот на разумот. Дотолку повеќе што договорот кој е подпишан на 17. договорот од Преспа, кој е подпишан на 17. јуни 2018 година и во чија што имплементација се во функција на таа имплементација на договорот уставните амандмани, е заснован врз основните европски вредности и начела, што ја изразува содржината, смислата, целите на Европската унија. Почитување на територијалниот интегритет, неповредливоста на границите, трајно пријателство и соработка меѓу соседните народи и држави, почитување на универзалните човекови слободи и права и, што е особено важно, потиснување на некои вековни големотржавни аспирации, што резултираат со националистичка затвореност на општествата и со клима на недоверба кон другиот и кон другоста воопшто. Во тој контекст, тој договор го посматра развојот на односите меѓу двете држави во делот на почитувањето и на колективните малцински права, како подрачје на кое наместо врз некои големо државни патерналистички основи, тие односи треба да се развиваат низ почитувањето на универзалните и европски стандарди и механизми за унапредување и заштита на индивидуалните и колективните права, како обврска на државата во која припадниците на сите тие малцински групи, национални, етнички, верски и така натаму живеат. Уставните амандмани исто така мора, мислам, заради објаснување на идната исправност, така да речем, основаност, да се посматраат во контекст на одредени императивни елементи кои се содржани во договорот од Преспа. На фактот дека тоа не е обичен билатерален договор.
дека тој договор има карактер на, така да се рече, правно-конститутивен договор, затоа што е склучен под покровителство на Обединетите нации и е дериват на двете резолуции усвоени од Советот за безбедност на Обединетите нации во преговори кои се водени под покровителство на Обединетите нации со подпис на представникот на Обединетите нации, медиаторот господинот Нимиц, и се разбира со налог, така се рече, спорот да биде надминат за да може понатаму Советот за безбедност на Обединетите нации да констатира дека е спорот решен со сите натамошни консеквенции во однос на прифаќањето на тоа ново име на државата во Обединетите, јазикот и другите консеквенции. И се разбира развивање на сестрани односи со сите држави членки на Обединетите нации. И затоа дозволете да се осврнам само на неколкуте, така се рече, императивни елементи кои се содржани во договорот. Најпрвин се разбира промената на официјалното име Северна Македонија, околу кое е постигнат консензус, кој представува компромис помеѓу надеждите, стравувањата на двете страни и при кој консензус е задржано името Македонија за државата, со што не се загрозува идентитетот на македонскиот народ и се разбира и другите заедници кои живеат на нејзина територија, со додавка на географската одредница со која таа се разликува од северниот регион на Грција, што го носи името Македонија и со чие што античко минато е поврзана историската свест, културна идентификација на граѓани во Република Грција од тој регион. Компромисното решение ги балансира на долгорочен и одржив начин интересите на двете држави и нивните граѓани, и на македонскиот народ и другите заедници во Република Македонија, и на граѓаните на Република Грција кои живеат, кои го имаат тоа чувство на културна поврзаност со античката историја на просторот во кој живеат. Прифаќањето на новото сложено име со географска одредница не значи оспорување на македонскиот национален идентитет, зашто не го одредува националниот идентитет името на државата, туку обратно, националниот идентитет наметнува име, бара име, повлекува име на државата, што му дава потребна широчина на слободата, што и дава потребна широчина на слобода, зачување и изразување на народносната самобитност. Најдобар доказ за таквото гледиште е самата историја на македонската нација како културна нација, потем и како политичка нација, која што е постара од македонската држава и која што обстојувала, се појавила, се зацврстила како чувство за национална припадност, свест посебна, пред создавањето на Автономска Република Македонија. И низ временските периоди во кои името на државата не изразувало никаква внатрешна идентитетска промена со различните додавки, демократска, народна, социјалистичка. Конечно, со фактот дека Република Македонија е уставно дефинирана како општествено-политичка заедница во рамките на сојузната држава, со уставот, сојузниот устав од 74 година, кој добива уставна позиција на држава заснована во сувереноста на македонскиот народ и на нејзините граѓани. А уште последен аргумент за таа преддржавна национална есенција и државата и нејзините име се деловите од македонскиот народ кои како иселенички групации, малцински заедници живеат или се иселиле од балканските простори уште пред Втората светска война, пред создавањето на современата македонска така натаму. За овие тези, за овие прашања ние расправавме на онаа конференција што е спомена академик Фити, во која завлеговме малку подлабоко од толкувањето на
договорот. Вториот, клучна теза, која се подпира врз аргументите на човековите природни слободи и права и човечкото достоинство, е дека слободата и правото на идентитет и национално самоопределување како основно човеково право не може да биде предмет на никакви билатерални договори. Па според тоа ни на договорот од Преспа. Затоа што како природни права, тие се уредени со jus cogens норми, стандарди декларирани и со Повелбата на Обединетите нации, и со Универзалната декларација за човековите права, со Европската конвенција и со другите основни документи, современи документи за човековите права, во кои се однесуваат на правата на идентитет, припадност, заштита на малцинствата, равноправноста на јазиците и културите и така натаму, што не може да биде веќе предмет на договарање меѓу државата. Тие се освоени цивилизацијски тековини и не може да бидат нарушувани, деградирани или суспендирани, колку и да постои некоја можеби интенција на кого било за нивно субституирање со некои други решенија кои не соодветствуваат со нивниот карактер на природни, предправни, предјуридички права. Втората се разбира императивна компонента е одредувањето на македонското државјанство, на државјанството на граѓаните на Република Северна Македонија, кое што подоцна треба низ законите да биде поведено во практика, како исправна формулација, која го одредува државјанскиот статус како врска на граѓаните на Република Македонија како македонски, а не северно-македонски, што несомнено представува адекватно именување. Третата е дефиницијата на македонскиот јазик како официјален јазик. И таа одредба има во контекст на оваа теза, што предмалку ја изнесов, само декларативен карактер. Со неа не се признава постоењето на македонскиот јазик и неговиот статус како службен јазик, затоа што не се признаваат јазиците. Правото на употреба на собствен јазик, мајчин јазик, како сакате, е основно човеково право, кое постои независно дали некој го признава или не го признава. И затоа сосем коректно во договорот е нагласено дека се потврдува неговото меѓународно признавање, повеќе би рекле регистрирање, извршено на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана во Атина 1977 година. Понатаму, императивен карактер има автентичното толкување на термините Македонија и македонски во членот 1 и членот 7. Автентично толкување значи дека кога двете страни ќе се договорат и на одреден поим ќе му дадат прецизно значење, тоа представува закон кој понатаму исклучува секое дополнително реинтерпретирање на тие дефиниции. Значи, овие дефиниции што се содржани во членот 7 се тие, така се рече, официјални, автентични дефиниции. Било кое отстапување од нив значи дека еден суштински елемент на договорот е повреден, не се почитува од која било страна. Знаеме што се одржи таа интерпретативна одредба и двете значења кои се дадени на зборот Македонија и македонски во контекст на различното културно-историско значење на територијата, народот, јазикот кој живеат во Република Македонија, територијата, јазикот, историското минато, античкото, елинизмот и така натаму, на граѓаните кои живеат во тој дел од Грција. Сега, сите овие елементи треба да се имаат предвид
кога се отвара расправата за амандманите, текстот на амандманите и прашањето дали тие соодветствуваат со она што е предмет на договорот, дали дали опфатот на уставните промени соодветствува со целите и преземените обврски на Република Македонија со договорот, дали амандманите, дали постои конзистентност на предложените амандмани со уставните начела и целината на Уставот и неговиот нормативен дел, дали е достигнат потребниот ниво на номотехничка коректност или постои потреба од правно-техничко прецизирање на предложениот текст и особено прашањето за основата уставна рамка за интерполирање на договорот во домашниот правен поредок и прогласувањето на уставните амандмани. Всестраната анализа на овие неколку аспекти го заснува заклучокот дека со предложените уставни измени се остваруваат обврските на Република Македонија преземени со подпишувањето на договорот од Преспа во однос на модификацијата на името на државата, гаранциите за неповредливост на границите, откажувањето од какви било можни територијални претензии и мешање во внатрешните работи на другата држава во почитувањето на основните човекови слободи и права, почително правата на изразување на национална, етничка или која верска друга определба и развивањето на односи на трајно пријателство, добро соседство и партнерство меѓу Република Македонија и Република Грција. Со тоа предложените амандмани не излегуваат надвор од рамката и предметот на повеќе од дведеценискиот спор меѓу двете држави околу името на државата и неговата атрибутивна употреба. Тие не завлегуваат затоа што не ни можеле да завлезат, како што ни договорот од Преспа не можел како билатерален договор било што да коригира, дополнува или суспендира во однос на комплексот на основни човекови права. По прашањето на националниот идентитет, националната култура, јазик, традиции и други идентитетски обележја на македонскиот народ и другите заедници кои што се делови од други народи што живеат во Република Македонија, гарантирани со супранационални норми и стандарди. Конкретната анализа на одделни амандмани упатува на потребата, поред мене, од одредени до прецизирање, преформулации и дополнување. Најпрвин во амандманот 33, во кој се остава, да речеме, зборот Македонија, употребен во членот 36, да остане без додавката. Би предложил да се размисли, особено внимавајќи на реакциите од другата страна, дали евентуално сепак тој збор не треба да биде заменет со некој друг израз во членот 36, како што спомена господинот Димитров. Тоа е она одредба со која се гарантираат одредени права за учесниците во ослободителни движења и слично, во кој збор национално, во кој стои формулација национално ослободителни движења на Македонија. Добро, сега споменато е дека тука не би требало да има проблеми, затоа што станува збор за историја на различни ослободителни движења на просторот на Македонија пред создавањето на современата македонска држава. Но не треба да се исклучи дека тоа може да остави простор за различни толкувања кои и какви ослободителни војни на Македонија, во наводници, водел во минатото и така натаму. Одредба да, ако биде ова прашање оспорено, да речеме, биде повод на спор, според мене би требало да се замени со зборот за создавање на македонска држава. Национално ослободителни движења за создавање на македонска држава, за да може од таа историска мешаница на различни движења кои на нашата почва биле
водени за сосем различни цели на ослободување од турско робство, ама за припадност кон некоја друга држава и така натаму. Во однос на преамбулата, веќе беше споменато дека има идеи наместо прогласот од првото заседание да стои некоја попрецизна дефиниција. Ја би рекол дека тука би можело да стои конститутивните акти наведени или содржани во прогласот. Потоа би предложил по зборот граѓаните, народот, делови други народи, кај што имаме ја конституираат, да се додадат да зборовите и ја развиваат Република Македонија како демократска држава. И на крајот, како што е споменато, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници, се мисли на граѓаните кои се дел од албанскиот, српски и другите народи, да стои како и македонските, како и нејзините граѓани кои се дел. Дополнувањето со конститутивните акти е подобра формулација затоа што самиот проглас нема правно конститутивно значење. Тоа е само соопштување на актите со кои се конституира основа. А истовремено една таква модифицирана формулација ги исклучува другите акти кои имаат само карактер на политички декларации, без оглед дали се тие наведени или не се наведени во прогласот. Потребата од создавање на формулацијата и ја развиваат по зборот ја конституираат Република Македонија кореспондира со внесувањето во преамбулата на Охридскиот рамковен договор, кој има изворедно значење на политички акт со кој се унапредува развојот на Република Македонија како мултикултурна и мултинационална заедница. А бришењето на зборовите кои живеат во нејзините граници поналага потребата од конзистентност на уставните решенија што се однесуваат на обврската на Република Македонија да се грижи и да ги штити правата и интересите на сите нејзини државјани, не само кои живеат или кога ќе живеат во Република Македонија, туку и кога живеат било каде во странство. Тоа значи не само македонска диаспора, туку и албанска диаспора, српска диаспора од Македонија и така натаму. Во однос на амандманот 35, во кој се наведува дека Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, мислам дека зборовите и политичката независност треба да се изостават или да остане само зборот независност. Бидејќи изразот политичка независност има мощно неодредено значење, особено во светлината на современите процеси на интеграции и регионални, посебно и пристапување кон воени сојузи, како што е регионална Европската унија или воен сојуз НАТО, кои подразбираат пренос на дел од државниот суверенитет и донесување политички одлуки од заеднички супранационални институции. Така стеснувањето на тој поим на политичка независност исклучува, да речеме, исто таква битна за државата економска независност. Затоа е подобро или да изостане зборот од целина зборовите политичка независност или да остане само зборот независност. Амандманот 36, во кој се додава во првиот став обврска на државата, на Републиката да го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ, предлагам да се дополни со зборовите националниот идентитет по зборот негува, значи Републиката го штити, гарантира и негува националниот идентитет и историското и културното наследство на македонскиот народ, и потоа ставот 3 да се изостави. Ставот 3 гласи: Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство. Со додавањето во став 1 на гарантирањето на националниот идентитет на македонскиот народ
и неговото наследство, по мене се пополнува една празнина оставена во членот 48 од Уставот, во која се гарантираат идентитетските обележја на другите заедници во Република Македонија, без таму да се спомене и македонскиот народ, а од друга страна, со внесувањето на оваа формулација станува непотребна одредбата од ставот 3. Републиката се грижи за припадниците на македонскиот народ кои живеат во странство, која може да предизвика натамошни спорови со нашите соседи, затоа што широката формулација на негување на идентитетот, културното наследство и така натаму ги опфаќа и сите македонци кои живеат каде и да живеат, сеедно дали живеат во Република Македонија или живеат во странство. Републиката пред се го штити и гарантира нивниот идентитет, кога тие живеат на територијата на Република Македонија, а го негува нивниот идентитет, зашто не може ниту да го гарантира, ниту да го заштитува кога живеат во странство, сеедно каде живеат. Ставот 3 треба да се изостави затоа што, реков, може да предизвика проблеми евентуално во ратификувањето на договорот од грчка страна, повторно со заживување на барањето дека тука има некој зацкриен национален патернализам и дека изразува некоја недоверба, што не е во духот на добрососедство и сега пријателство меѓу државите, од кои секоја држава има обврска да се грижи и да ги заштитува човековите слободи и права на граѓаните на својата територија. Не смее ни една одредба да имплицитно содржи некоја предпоставка дека таа држава не може или не сака да се грижи за правата на националните малцинства или малцински групи од кои таква предпоставка не би можела да важи за една држава членка на Европската Унија, како што е Република Грција. На крајот дозволете да дадам еден коментар во однос на прогласувањето на амандманите и уставниот закон. Во воведот на амандманите е ставено дека уставниот на текстот, дека амандманите се составен дел од уставот и влегуваат во сила со денот во влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите, за пристапување на важноста на придобивање и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на протоколот за членство во НАТО од страна на ЕФТА. Значи, изречно се истакнува дека тие влегуваат во сила со денот на влегување во сила на договорот од Преспа. Треба да се истакне дека овој договор по вина на председателот на државата кај нас не е влезен во сила, затоа што не е со неговиот указ прогласен законот за ратификација на договорот. И тука сега низ по мене, сега треба тоа допава да се види како правно-технички треба да се изведе, треба да се создаде основа за воведување на договорот од Преспа во правниот поредок на Република Македонија. Во правниот поредок влегуваат според уставот само ратификувани меѓународни договори, седно дали се билатерални или мултилатерални договори. Со оглед на тоа дека председателот одбива да го потпише законот за ратификација на договорот, мислам дека тоа би можело да се изведе, не претендирам на тоа дека е ова единствено решение, значи предлог за размислување, дека може да се изведе така што уставниот закон ќе содржи посебна одредба според која договорот станува составен дел на домашниот правен поредок по прогласувањето на уставните амандмани и нивното стапување во сила, со потпишување на законот за ратификација на договорот од председателот на Собранието наместо председателот на Република Македонија. И исто така Уставниот суд, уставниот закон
би требало да е исклучиво тој случај надлежноста на Уставниот суд да ја оценува согласноста на договорот со Уставот на Република Македонија. Дали оваква една процедура треба добро да се размисли, ова може да значи дезавуирање на основната материјална уставна одредба во која е одредена надлежноста на председателот на државата да ги прогласува законите, без што не може да бидат објавени и да стапат во сила, или пак треба да се земе дека тука е постои една уставна празнина, која во секој случај мора да се пополни со едно вакво решение, затоа што самите уставни амандмани во еден дел го воведуваат во правниот и уставниот систем договорот, со тоа што основните императивни одредби од договорот од Преспа се транспонирани во Уставот, промената на името и така натаму, а другите делови од договорот допрва треба да бидат имплементирани низ измена на други закони и така натаму. Дали е тоа патот или пак ќе треба да се бара друго решение, тоа веројатно ќе треба малку поширока дискусија. Благодарам се. Повеќе.